Добро вечер и благослов Божи се разбира, почитувани слушатели. Вие кои што ова вечер ќе слушате емисијата Гласот на вистината, ја би сакал да ве поздравам во името на Господа и да ви посакам на вистина една убава и благословена вечер. Би сакал пред се да ви посакам мир. Шалом, кој на еврејски значи мир или мирот Божи, нека биде врз вас. Па дури тоа беше пораката на самиот Христос кога Исус ги испрати своите ученици да носаат мир. Библијата зборува дека благословени се нозите кои носаат мир, кои наговестаат мир. Почитувани слушатели, ова емисија не само да ве охрабри, туку врз вашите буришта и пустињата која врвите во вашиот живот да донесе победа и да ви даде благослов и мир врз сето тоа. Затоа ве предизвикувам, слушајте емисијата Гласот на вистината и верувам дека добивките ќе бидат огромни во секоја смисла од вашиот живот. Ке можете многу повеќе да научите за Библијата, за Светото Писмо и за Светиот Бог кој е опишан во самото Свето Писмо. Во случајот, оној Бог кој ние му се клајнаме и му служиме, тој е нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Тој е Создателот и Креаторот на овој свет. Затоа зборуваме дека Бог е поразличен од нас. Многу битно е тоа што е Бог поразличен од нас. Многу често пати кога дискутирам со одредена група на луѓе, па дури со поединци, секој сум благодарен на Бога затоа што Бог е поразличен од сите нас. Тој не е како нас, ниту размислува, ниту чекори, ниту делува како нас. Во секоја смисла Господ е поразличен од нас. И затоа Господ му зборува на пророкот Исаија дека тој е поразличен од нас. Почитувани слушатели, ние видовме многу работи во што е Бог поразличен. И видовме дека Бог е поразличен во секоја смисла, во неговиот карактер, во неговите патишта, во неговите размислувања. Бог е поразличен од нас. Тој поразлично се движи од секого еден од нас. Замислете си, ако Бог би се движел онака како што ние се движиме, до каде би дошол денеска светот? До каде би дошол човекот? И вака и така човекот без Бога секако оди на погрешна насока. Но сепак, Бог не напоменува. Бог ни зборува преку Духот Свети. Бог ни зборува преку Неговото Слово Божио. И затоа, сите оние кои што ја слушате емисијата Гласот на вистината, ве замолувам да одите на неделните богослужби, да го читате Неговото Слово, да го барате лицето Божио, за да може да се објави врз вас таа воља Божја кој Бог ја сака од секого еден од нас. Почитувани слушатели, зборуваме точно дека Бог е поразличен од нас. И тој во се е поразличен. Човекот е ограничен. Живее ограничено, размислува ограничено, делува ограничено. Човекот има некоја рамка која го прави да биде ограничен, но Бог е надвор од времето и е надвор од рамката. Тој нема рамка и е надвор од времето. Тој е совршен, тој е идеален. Неговите години се вечни. Библијата зборува дека Бог е вечен. Не е тој, се разбира, како нас. Почитувани слушатели, зборувавме за тоа дека Бог на вистина е добар. И можеме на секој поглед и на секаде да ја видиме на вистина таа Божја добрина, која Бог ја покажува над секого еден од нас. Оваа вечер сакам да зборуваме за тоа дека Бог е праведен. Покрај тоа што тој е милостив, покрај тоа што тој е вечен, покрај тоа што тој е дух и добар, тој е праведен Бог. Многу често пати размислуваме зошто на таков начин е опишано Светото Писмо, зошто е точно таков Бог. Еве, ова емисија може точно да ви помогне и самите да увидите зошто Бог е таков. Зошто Бог така реагира. То би се поставило некое прашање помеѓу милоста и правдата. Тоа се интересни прашања за кои можеме многу да дискутираме.
Ако Бог е милостив, зошто нам ни се случува ова? Зошто Бог го дозволува ова? Но кога ќе читаме Библијата покрај милоста Божја, ние можеме да забележиме дека Бог е праведен Бог и дека тој е свет. Затоа ќе се послужиме ова емисија со зборот Божи и ќе зборуваме, се разбира, од самото Свето писмо. Самото Свето писмо ни зборува, ни дава доволни докази дека покрај милоста Божја, покрај светоста добра, покрај добрината Божја, дека Бог е праведен Бог. Го наградува доброто, но го казнува злото. Повторно ќе би сакал да ја повторам оваа реченица, почитувани слушатели. Бог го наградува доброто, но го казнува злото. Бог е праведен или правичен и правда има во него. Библијата и понатаму ни кажува дека Бог не е само дух или личност, туку дека е и светло и праведно суштество. Уште од првата книга на Мојсей па се до книгата Откровение. Тоа значи дека од првата книга па се до 66-та книга, тоа е книгата Откровение, последната книга од самото Свето писмо. Бог се открива како свет Бог. Тој е апсолутно совршен во своите поединости. Тој е толку свет што не може да ја поднеси, се разбира, нашата грешност или Библијата вели човековата грешност. Тој е пресвет за да го трпи грешното живеење. Кога би можело да ја согледаме вистинската слика на неговата величенствена праведност, тоа би внело големи промени во нашиот начин на живеење, како на единка, а потоа и на целото, се разбира, општество. Кога во потполност би разбрале каква е совршената праведност. Светот преку ноќ би се изменил. Библијата го објавува како светло во кое нема темнина. Тој е совршен или е совршено суштество, без никаква дамка или мана. Еве што ни е запишано во првата или во првото писмо на апостолот Јован Богослов, првата глава, 5 стих. И ова е веста што ја чувме од него и што ви јавуваме вам, а тоа дека Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Кога зборуваме за праведноста и примената на правдата на Бог, всушност ги опишуваме неговите постапи кон неговите созданија, бидејќи Бог е праведен и правично во своите постапки кон луѓето. Во Светото писмо ги наоѓаме исказите на Божјата праведност и правда. Ајде да погледнеме само неколку примери, се разбира, кои ни се опишани во зборот Божи, Библијата. Еве ќе отвориме заедно во втората книга Летописи, тоа е една старозаветна книга, 19-та глава. И еве што таму ни е запишано. И така, сега Господовиот страв нека биде над вас, внимавајте и работите совесно, зашто во Господ, во нашиот Бог, нема неправда, ни лицемерие, ниту промена преку подкуп. Еве што понатаму, се разбира, ни зборува зборот Божи. Во Езра, 9-та глава, ни е запишано следното. Господе, Боже Израелев, ти си праведен, зашто ние бевме нажалени до денес. И еве, ние сме во беззаконија свој пред Твоето лице, макар што по сето тоа не би требало да стоиме пред Твоето свето лице. Ве што ни вели во книгата на Јов, што ни е запишано во 4-та глава. Зар човекот може да биде поправеден од Господ? Потоа псалмистот Давид во неговиот 19-ти псалм вели: страхопочита кон Господа е чиста придобивка до века. Судовите Господови се сите вистина и сите праведни. Потоа во 145-тиот псалм вели: праведен е Господ во сите своји патишта и свет во сите своји дела. Еве понатаму што ни зборува, се разбира, Библијата. Еве ќе отвориме во книгата Откровение и ќе видиме дека Бог на вистина е праведен и дека тој е свет.
Книга Откровение, тоа е последната глава, ќе читаме или ќе ја читаме 15-тата глава. Ќе читаме од 1 до 3. И видов друг знак на небото, голем и чуден, 7 ангели што ги држеа 7-те последни казни, зашто со нив ќе се заврши Божиот гнев. И видов нешто како стаклено море, измешано со огон, и оние кои го бдеат зверот и неговата биста, и неговиот белек, и бројот на неговото име, стоеа на тоа стаклено море и имаа харфи Божи. И пееа песма на Мојсе, Божиот слуга, и песмата на јагнето велејки: големи и чудни се делата Твои, Господе Боже, Содржител, праведен и вистиници, и Твоите патишта се вистинити, царе над народите. Јате, Библијата зборува цело време дека Господ на вистина е праведен. Знаете, многу пати зборуваме дека често пати кога сме во одредени ситуации некако како да не сме задоволни од земните судии, како да не сме задоволни од луѓето на судиите, но Библијата зборува дека Бог не е таков, дека Бог е праведен Бог и дека тој всушност праведно ќе суди, без подкуп. Тој е праведен и него не му треба ни сребро ни злато. Библијата во едно место вели дека Бог, дека негово е златото, негово е среброто, се што има на овој свет, се разбира е негово. Еве уште што ни вели во книгата на пророкот, се разбира, Еремија. Ќе видиме 12-тата глава, 1 стих, и тука ќе завршиме оваа вечер. Праведен си ти, Господе. Гледајте, повторно Библијата зборува. Еремија му зборува на Божиот народ дека Бог е праведен. Можеби евреите размислуваа дека неправедно се во Вавилон, однесени затоа што тие беа единствениот народ кој му веруваа на Господа. Но Бог му вика на Еремија: јас сум праведен Бог и праведно судам и расудувам. И затоа Бог му вика на Божиот народ, на Израел кој се наоѓа во Вавилон, дека Бог е праведен. Сакам со ова, почитувани слушатели, да во оставам оваа вечер дека Бог е праведен и дека тој не го толерира злото и дека нема да го толерира злото, затоа што еден ден секој кој прави зло, секој кој се е зло, зло и ќе си ожне. Има суд, има Божи суд, каде секој ќе одговара за злото кој го правил пред Господа. Затоа, почитувани слушатели, имајте убава и благословена вечер, се разбира со емисијата Гласот на вистината и се слушаме наредната емисија. Пријатна вечер.